Ова е студентски парламент на UPLO FM 90,8 МHz. Драги пријатели, добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UPLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Денешното издание на емисијата го посветуваме на денешниот прв академски час на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува, ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Над 1000 бруцоши на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола денеска го одржа првиот академски час. При тоа ги добија индексите, се запозна со новите колеги и професори и практично започна ново животно поглавје во кој ќе се стекнат со теориски знаења и практична работа, ќе има истражувања, за да по 4 години станат академски граѓани кои со стекнатата диплома ќе градат понатаму својата професионална кариера.
Централниот настан по повод почетокот на новата академска година на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се одржа на Техничкиот факултет. На новата генерација студенти, на гостите, ректорот професор доктор Игор Неделковски, председателот на Сенатот на УКЛО, воредниот професор доктор Филип Поповски, заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски, градоначалникот на Битола Тони Коњановски, на представниците од компаниите со кои факултетот соработува, на почеток како добар домаќин им се обрати деканот професор доктор Митко Костов, кој поздравувајќи ги меѓу другото рече: Овај ден секогаш е синоним на нови почетоци, ново поглавје во животот. Вие, студентите, сте најважната приказа на факултетот. Вие сте главната движечка сила што го поттикнува развојот на секое општество. Сигурен сум дека меѓу вас седат идните технолошки лидери со чии успеси сите ние ќе се гордееме. Радува фактот што оваа година бележиме зголемен интерес за студирање на технички факултет за околу 25% споредено со минатата година. Од денес големото семејство на Технички факултет Битола е поголемо и побогато. За над 130 нови студенти бруцоши се придруживте на околу 500 активни студенти, илјадници дипломирани инженери, магистри и доктори на наука, но истовремено и на 50 врвни професори со кои секојдневно ќе се среќавате и ќе ги решавате сите непознати кои неизбежно ќе бидат дел од вашиот живот. Верувам дека техничките науки кои ги избравте, ги сакате и студиите кои следат ќе ви бидат задоволство. Треба да сте свесни за значењето на техничките науки. Во овој кризен период, општеството свати и очекува токму техничките науки да дадат решение на растечкиот број на предизвици. Факултетот е многу повеќе од зграда и училници, а токму ТФБ е доказ за тоа. Факултетот го прават луѓето кои работат во него. Бројот на професори на ТФБ е поголем споредено со сите други факултети на УКЛО. Тоа е гаранција дека ќе добиете квалитетно и врвно образование и можност за индивидуален пристап кон секој студент. Би сакал да ги поздравам и колегите професори кои со посветеност ја извршуваат една од најплеменитите професии. Нашата работа не е само предавање на знаење, туку и инспирирање, мотивирање и насочување на новите генерации. И гледаме успесите на нашите студенти и не постои поголема сатисфакција. Тоа е моментот кога се чувствуваме горди, знаејќи дека сме придонеле во нивниот развој, не само како академски лица, туку и како личности. Периодот на студиите не е само време за учење и усовршување на професионалните вештини, туку и можност за личен раст. Ова е време кога треба да истражувате, да ја разбудите вашата љубопитност и креативност, да посетувате културни настани, како што се кино, театар, изложби, и на тој начин да се доизградите како личности од интелектуален, од морален и од културен аспект. Факултетот постои за студентите. Целта која си ја поставивме не е само да едуцираме извонредно добри кадри, кои без проблем ќе најдат работа во македонските и светските компании. Нашата цел е да едуцираме студенти кои ќе бидат храбри да започнат свој бизнис, свој производ, да развијат своји креативни идеи во глобални рамки. Нашата цел е да им овозможиме на нашите студенти да стекнат реално и применливо знаење, кое не само што ќе може да се користи во научната сфера, туку и во индустријата и по широкото општество. Нашата визија е да ги подготвиме студентите за реалниот свет, каде што теоретското знаење е важен темел, но практичната примена е тоа што создава професионалци. Техничкиот факултет Битола располага со современи просторни капацитети, зграда на 4 спрата, амфитеатар, училници, лаборатории, кои нудат одлични услови за студирање и истражување. Сепак, постојано работиме и на усовршување на онлайн системите за учење. Во случај да се појави потреба, студентите ќе имат пристап до квалитетна и ефикасна онлайн настава,
што ќе обезбеди непречено продолжување на нивното образование. Што нудиме друго како технички факултет? Без лажна скромност, можеме со гордост да истакнеме дека Техничкиот факултет Битола, како еден од најстарите технички факултети во земјата, е факултет кој отвора можности за сите студенти. Еве неколку примери кои ги илустрираат нашите достигнувања. Денес со гордост го одбележуваме 63 годишното постоење на Технички факултет Битола. Имаме подпишано повеќе од 50 меморандуми за практиканство со различни компании, овозможувајќи им на студентите да стекнат практично искуство за време на нивните студии. Постојано ја осовременуваме нашата библиотека за да обезбедиме подобар пристап до најновата литература. Одржуваме тесни контакти и соработка со нашите поранешни студенти алумни. Обезбедуваме стипендии за најдобрите студенти и правиме напори да обезбедиме уште повеќе. Можеби студирањето кај нас бара повеќе труд и потешко се дипломира, но пазарот на трудот не само во Македонија, туку и во регионот и пошироко ја препознава и цени вредноста на нашите дипломи. На крај сакам да ви потенцирам, пред вас е еден голем предизвик, но првиот успешен потек веќе сте го направиле. Сте го избрале најдобриот факултет на универзитетот. Со тоа и вие станувате дел од ТФБ. Сега ТФБ сте вие и имате одговорноста и понатаму да го градите и развивате имиџот на ТФБ и УКЛО. Со изборот на ТФБ сте избрале професија која ветува успешна професионална кариера. А за да ја остварите таа кариера, ќе мора да учите и да се посветите на факултетот. Ние сме тука за да создадеме услови, но вие мора да го стекнете знаењето. Знаењето е единственото богатство кое никогаш не може да ви го одземи никој. Знаењето е вашата алатка за да успеете во животот. Следните 4 години нема да ви бидат лесни. На патот кој ве чека ќе има многу пречки, кои ќе ви изгледаат непремостливи. Но треба да знаете дека досега има многумина кои го поминале овој пат. Ќе го поминете и вие. Во месец јуни оваа година на северната фасада од зградата на факултетот, каде е поставено логото на факултетот, се изработи мурал од страна на креативните работници Hybrid Minds Crew. Веднаш под муралот е испишан инспиративен текст за студентите од познатиот британски филозоф Бертранд Расел. Идејата за овој зафат е развиена на самиот факултет и на прв поглед изгледа како цртеж за деца. Меѓутоа, самиот мурал и текстот во себе кријат голем број на експлицитни и имплицитни пораки во духот на одржливиот енергетски развој, зелената транзиција, грижата за идните генерации, зголемување на свеста за животната средина, поттикнување на интересот кај идните генерации за инженерството како професија, оригинална идентификација и препознатливост на факултетот и многу други скриени пораки. Затоа ќе завршам со цитатот на овај познат британски филозоф. Никогаш не престанувајте да се спротивставувате, да поставувате прашања, да се сомневате во авторитети, догми. Нема апсолутна вистина. Не престанувајте да размислувате со своја глава. Бидете гласови што ја нарушуваат хармонијата на хорот. Бидете таа тежина што ја навалува вагата. Бидете секогаш информирани, бидејќи знаењето е вашата предност. Можеби нема да го промените светот, но ќе придонесете тој еден ден да се промени. Направете го вашиот живот достоен. Човек кој се согласува со се е семе кој никогаш нема да никне. Бертранд Расел. Уште еднаш да ви го честитам за пишувањето на факултетот, да ви се заблагодарам што одлучите Технички факултет Битола да го вклучите во вашата животна патека и да ви посакам успешна учебна година. А ние, професорите на Технички факултет Битола, убедени сме и длабоко веруваме дека генерациите кои што доаѓаат се секогаш подобри од претходните. Благодарам. Ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, со инспиративно обраќање до бруцошите. Слушнете го во предложение. Ќе започнам со зборот кој што го спомна водителката. Ректорот
е алумни на овој факултет. Ќе споделам со вас дека во овој исти амфитеатар во 1985 година, знам дека ви се гледа многу далеку, но таа е реалноста. Во овие исти клупи, само од озгора се сменати ивериците, и јас го започнав мојот академски и професионален развој. За многу работи сум се покајал во животот, зошто сум ги направил вака или така. Но никој пат не сум се покајал, бидејќи се запишав на овој факултет, дека дипломирав, а потоа и докторирав. Знаењата што ќе ги добиете на овој факултет ви отвораат многу врати, локални, но и глобални. Затоа, посветете се во овие 4 години. Поставете си цел да добиете знаења и вештини. Ако добро ги совладате, потоа остатокот од вашиот живот ќе ви биде многу полесен, бидејќи ќе имате знаења и вештини со кои ќе може да се, така да речам, продадете на пазарот на труд, односно пристојно заработувате за вас и за вашите идни семејства. Но искористете ги овие 4 години да се дружите, да патувате. На УКЛО имаме многу дополнителни активности. Од културно-уметнички, забавни, спортски. Тука имаме одлична соработка со сите чинители на оваа заедница, почнувајќи од општина Битола, нашите фирми и се друго што е битно за развојот на овој град, на овој регион, на оваа држава. Затоа, во наредните 4 години, уживајте, дружете се, забавувајте се, спортувајте, станете комплетни личности и потоа сите врати ви се отворени. А ви се отворени и дури и во текот на студирањето, бидејќи вие не сте само дел од преку 4000 студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, вие сте дел од 120.000 студенти на Колорс Европската алијанса. У нашиот универзитет е првиот македонски универзитет кој што стана член на Европска универзитетска алијанса и студентите, вклучувајќи и вие, некои од предметите или делови од предметите ќе можат да ги слушаат или полагаат на еден од 9 универзитети од оваа алијанса. Веќе одредени групи на студенти заминаја во претходниот семестар. На крај, повторно ќе завршам таму каде што започнав. Бидете уверени дека не сгрешивте што го одбравте техничкиот факултет, како сега, скоро после 40 години, јас сум убеден дека ја направив мојата најдобра животна одлука во професионалниот развој што се запишав на овој факултет. Ви благодарам и ви посакувам се најубаво. Останете со нас да ги проследите и обраќањата на останатите присутни на централниот настан по повод почетокот на новата академска година на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Фрли поглед
поглед преку рамо ако одиш. Сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи си згази ме под себе. Ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато. Еден поглед меѓу трепки, ама длабо. Божев случајно забавено и филмски. Само рака подај ми, тајно стисни. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, со тебе под еден чадор да се стиснам. Да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи се згази ме под себе. Ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. Крвта ми се бранува, твојот допир удира, како струја тело ми оживува. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе. Yeah. Yeah. На централниот настан по повод почетокот на новата академска година на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кој, како што кажавме, се одржан техничкиот факултет во Битола, присутен беше и заменик министерот за финансии доктор Николче Јанкуловски, кој меѓу другото пред присутните ги изложи заложбите на владата за развој на високото образование во периодот 2024-2028 година. Слушнете го во предложение на емисијата Студентски парламент. Голема чест ми е да се обратам токму пред вас, идните студенти на Техничкиот факултет во Битола. Почитувани студенти, се наоѓате на почетокот на еден возбудлив пат кој не само што ќе ве научи на сложените технички аспекти на вашите полиња, туку и ќе ве подготви да бидете двигатели на иновациите, напредокот и економскиот развој на нашата земја. Како заменик министер за финансии, секако најчесто се занимавам со бројки, буџети и развојни политики. Но
Она што е важно да се разбере дека финансиските политики и техничките науки се нераскинливо поврзани. Технолошките решенија, инженерските проекти, инфраструктурата и иновациите бараат не само технички експертизи, туку и финансиска поддршка и мудро управување со ограничените ресурси. Вие сте еднината на нашата економија и она што ќе создадете ќе зависи од правилната употреба на тие ресурси. Техничките науки од секогаш биле основата на економскиот напредок. Историјата е полна со примери каде што од технолошките иновации, од индустриската револуција па до дигиталната ера ги трансформирале општествата. Токму вие, како идни инженери, ќе бидете во првите редови на тие промени. Вашата работа нема да биде само да решавате сложени технички проблеми, туку да создавате и решенија што ќе го подобрат секојдневниот живот и секако ќе унапредат нашата заедничка економија. Токму затоа, вашиот успех е наш заеднички интерес. Она што ќе го научите тука, во амфитеатрите, во училниците, предавалните, лабораториите, ќе има директно влијание врз економскиот напредок на Република Македонија. Македонската влада е подготвена да го поддржи развојот на технолошките и инженерските проекти и напорно работи исто и на дигитализацијата во Републиката. Во овој период напорно работиме и на постепено зголемување на вложувањата во апликативната наука од сегашните 0,3 на 1% од бруто домашниот производ. Со секој нареден буџет ќе се стигне до тој 1%. Вработување на најдобрите до 500 студенти од јавните универзитети за да го заакнеме капацитетот кој што е на многу ниско ниво во администрацијата на државата. Ослободување на компаниите од плаќање на данок на доход за вработување на млади до 29 години. На тој начин би ве задржале и да продолжите вашата иднина во Македонија. Стимулирање на научната работа на професорите кои заеднички со вас би работеле на научно-истражувачки проекти и би ги објавувале во релевантни научни списанија резултатите. Работим исто на законски измени за создавање на можност секој студент да работи на скратено работно време без да го изгуби статусот на редовен студент. Обезбедуваме на финансиски средства за предприемнички иницијативи на младите како сопфатна програма за поддршка на младинското вработување, кофинансирање на обуки преку систем на ваучер на познати онлайн платформи за едукација на талентирани студенти покрај формалното образование кое ќе го стекнете со нашите професори тука, ќе овозможиме и неформално образование и за тоа ќе обезбедиме финансиски средства. Но вашиот успех, вашите идеи и вашите проекти ќе бидат клучни во обликувањето на севкупниот развој. УКЛО е бренд. УКЛО е дел од Европската алијанса на универзитети, меѓународно етаблиран, поготово во последните години. Имате одлични професори, прашувајте, дознавајте, стекнувајте нови знаења, а ние ќе се грижиме секако заедно со вас и академската заедница за создавање на подобра иднина каде ќе ги реализирате вашите кариери. Ви благодарам и ви посакувам успех во студирањето. На првиот академски час на УКЛО на Техничкиот факултет присутен беше и градоначалникот на Битола доктор Тони Коњановски, кој во своето обраќање се осврна кон напорите кои општина Битола и Универзитетот Свети Климент Охридски Битола заеднички ги прават за да се подобрат условите за студирање на студентите. Денес е посебен ден за сите нас, а пред се за новите студенти, за кој започнува еден нов, многу важен период на навлегување во академскиот живот и стекнување на знаење и вештини, важни за секоја личност поединечно, но и за заедницата во која живееме. Драги студенти, образованието со кое ќе се стекнете ќе дефинира вашата академска кариера, но и пријателствата што ќе ги изградите ќе бидат многу значајна алка во вашето понатамошно делување како млади луѓе, носители на промени, иноватори, визионери, идни лидери. Искрено верувам во вашата моќ и способност
успешно да го поминете ова патување, на кое што ќе ве водат докажани ментори, професори кои секогаш ќе бидат заедно со вас да ве насочат, подржат и потикнат. Универзитетот Свети Климент Охридски во своето досегашно функционирање покажал и докажал дека продуцира високо квалитетни кадри, секогаш конкурентни на пазарот на трудот, но и професионалци во областа во која работат во нашиот град, во Македонија или во странството. Соработката на општината со универзитетот исто така е еден добар и значаен пример кој може да ви потврди дека во вашите студии имате целосна подршка од локалната самоуправа, која во последниве 3 години е насочена и кон подршка во практичната работа на студентите преку нашиот заеднички проект со универзитетот, универзитетска летна пракса. Но освен стручното усовршување, тука сме да дадеме потик и за спортскиот напредок на студентите на УКЛО, преку подршка на Спортскиот универзитетски сојуз, кој вчера го промовиравме и официјално, и мотивирање на студентите за ангажираност во сите спортови. Да не го заборавиме и Колорс, вие сте веќе европски студенти. Со заедничка соработка остануваме на патот на реализација на визијата да создадеме напредок за нашата Битола, за нашиот град, за државата во која токму вие, студентите од Битолскиот универзитет, ќе градите вашата кариера со стекнатиот професионализам. На сите студенти ви посакувам успешни студии, на сите професори успешна работа и постигнување на планираните цели. Нека ви е среќна и успешна новата академска година. Во оваа прилика да кажеме дека во рамки на академскиот почеток ректорот на УКЛО професор доктор Игор Неделковски и заменик министерот за финансии доктор Никол Ченкуловски присуствува и на првиот час на факултетот за биотехнички науки во Битола, откаде заедно и честита на новата генерација студенти и се приклучија кон пораките да ги искористат можностите за инвестирање во сопственото знаење како најголема капитална инвестиција во животот. Во име на УКЛО, ректорот Неделковски присуствуваше и на свечениот час организиран на факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, единица на универзитетот. Порака за успешни студии на првиот свечен час на генерацијата новозапишани студенти на Факултетот за безбедност во Скопје од име на УКЛО упати проректорката за студентски работи професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, која посочи дека пораките до најмладите колеги не се само пригодни зборови, туку се искрени желби, колегијални, проникнати со почитување на човечкото достоинство и висок хуманизам, длабоко насочени кон личниот и професионален успех, квалитети кои во академијата имаат највисока вредност. По книгите на мудрости човек жив со време се ке научи, точно е и звучи како вистина, но не и во љубовта. А нашата еднаш блескаше ко сонце и се уште в срце ми тле светлина. Тоа што за тебе знам скоро се малку ми помага. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта, ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта, ко звезда водилка до тебе пак ме донесе. Меѓу нас едно с Богом долго стои превисок цид,
za gordosta da preskokne. Me gledaš, a poznata ti govori iskravo oči te. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт, темен срцево ми е. Но само љубовта, ко тајна лозинка до тебе, пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт, темен срцево ми е. Но само љубовта, ко звезда водилка до тебе, пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт, темен срцево ми е. Но само љубовта, ко тајна лозинка до тебе, пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт, темен срцево ми е. Но само љубовта, ко звезда водилка до тебе, пак ме донесе. Денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола го завршуваме со информацијата дека на единиците на УКЛО ќе се реализира и дополнителен четврт уписен рок за запишување на студенти во прва година на прв циклус студии во академската 2024-2025 година. Пријавувањето на кандидатите ќе биде на 4 октомври, пошто ќе следува објавувањето на прелиминарната ранг листа на 7 октомври, решението за прием на кандидатите ќе биде објавено на 9 октомври, а запишувањето на примените кандидати ќе биде на 10 октомври 2024 година. Во претходните 3 уписни рокови досега на УКЛО се запишани 1060 студенти во прва година, што според анализите е за 170 студенти повеќе споредбено со минатата академска година. Тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Редакцијата на УКЛО, на сите бруцоши, но и на останатите студенти на УКЛО им посакува успешни студии. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако ме нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој. До небо, небо високо. Од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноги јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Ти си мој.
Укло ФМ, Битола, октомври 2024 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk